Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Нема населено место во Република Македонија каде функционерите на Социјалдемократскиот сојуз не ја злоупотребуваат својата положба и не овозможеле противправна имотна корис за себе или за своји блиски лица. Мајката на градоначалникот на Конче, Благо Илиев, Сузанка Илиева, која има земено под закуп земјоделско земјиште со вкупна површина од 37,9 хектари. Земала субвенции во 2 наврати во вкупна висина од 403.845 денари, без при тоа да има платено закупнината. Според извештајот кој што го имам пред мене, од 26.8.2019 година, доставен од подрачната единица Радовиш, лицето Сузанка Илиева е евидентирана како должник за 2017 и 2018 година. За 2017 година закупот е платен 14 месеци откако на истата и се исплатени субвенции, а за 2018 година закупот е исплатен повеќе од 3,5 месеци подоцна. Кој исплатил на Сузанка Илиева, мајка на градоначалникот на Конче, субвенции без да го има подмирено оврските закупнина кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство? Почитувани, ова е жално, додека земјоделците мака-мачат да одвојат пари за да ги подмират своите обврски кон државата, роднини на функционерите биле толерирани. Доколку некој земјоделец доцни со плаќање на закупнината, тој не може да земе субвенции се додека не го подмири долгот кон државата, но не и мајката на градоначалникот на Конче. Љупчо Николовски и Трајан Димковски го прекршиле законот и овозможиле на мајката на градоначалникот на Конче да ја бидат исплатени субвенции, иако истата не ја платила закупнината за земјиштето кое што го обработува. Имено согласно член 19 став 1 од Законот за земјоделско земјиште, земјоделецот е должен да ја плати закупнината најдосна до 31 јули во тековната за претходната година. Министерството е должно за сите корисници на финансиски средства да достави до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој податоци за ненамирани финансиски обврски, пошто Агенцијата не врши исплата за истите. Николовски и Димковски го прекршиле и законот и уредбата, каде е дефинирано на кои лица и под кои услови ќе им бидат исплатени финансиски средства и во кои рокови. Николовски и Димковски мора да одговараат за овие и слични овие незаконитости. Го повикуваме јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупција да го испитаат овој случај и сите останати злоупотреби во Министерството. Одговорност за овој случај за сите останати мора некој да понесе. Ви благодарам.